Одредени партиски центри преку Слободан Трендафилов си ги туркаат своите политички интереси. За многу скоро јавноста ќе види кои центри на моќ стојат за оние кои ги блокираат улиците и булеварите во главниот град. Премиерот Христијан Мицкоски потенцира дека работничките права не се причина за синдикалните протести последниот период, туку станувало збор за сценарио режиран од опозицијата. Стратегијата е јасна, стратегијата има политичка позадина. Денови ќе видите кои се луѓето кои што протестираат и на кои политички партии припаѓаат еден по еден и ќе стане јасно на македонската јавност дека улиците и булеварите практично се блокирани во овие денови од страна на луѓе кои што се партиски истакнати активисти, членови на Конгрес на политички партии, општински организации и така натаму. И ова ќе продолжи. Зошто? Затоа што кога тоа би го направиле и едните и другите, би имало партизација на барањата. Претходно првиот човек на Сојузот на синдикати на Македонија Слободан Трендафилов директно ја нападна пратеничката на ВМРО ДПМН е Дафина Стојановска, затоа што таа објави видео во кое се гледа како со службено возило ги развозува неговите деца. По ова тој се закани со тужби, но излезе со серија навреди, иако во видеото идентитетот на неговите деца беше сокриен. Мораше господинот Трендафилов да биде малку покултурен со својот речник и сите оние навреди кои што ги кажа заслужуваат во најмала рака денеска да пратеничката Дафина Стојановска добие извинување од негова страна. Доколку тоа не го стори, уште еднашка ќе ја пропушти шансата да видиме човечки материјал во него. Од друга страна, кога ќе биде критикуван, тогаш почнува да навредува и со крвави зеници и белки во очите напаѓа мајки, сестри, сопруги. Од владеачката партија повикуваат на реакција на домашните меѓународни организации за заштита на правата на жените, до невладиниот сектор и до народниот правобранител, оценувајќи дека молкот пред вакви напади охрабрува и понатамошни притисоци врз жени во јавниот живот. Од ВМРО ДПМН побара и јавното обвинителство да отвори истрага, како и Трендафилов да одговори колку пати службеното возило било користено во приватни цели, колку гориво е потрошено и дали имало други злоупотреби на функцијата.